Во работна посета беше министерот за здравство Никола Тодоров, токму овде во општата болница во Велес, а целта на неговата посета беше да изврши увид во работните и градежните активности кои што се случуваат овде во оваа болница. Имено во моментов се работи на фасадата која што се заменува со енергетски ефикасна, а исто така се врши реконструкција на очно, ушно, гинеколошко и интерното одделение овде во оваа болница. Како што изјави самиот министер, за оваа цел се потрошени околу 21,5 милиони денари, конкретно за реконструкцијата која што во моментов се случува, но тој напомена дека не само што се вршат активности градежни во инфраструктурата во болницата, туку во изминатиот период се вложуваше и во медицинскиот кадар. Јас овде предлагам студио да ја слушнеме изјавата која што министерот предмалку ја даде за К1 телевизија, односно за ТВ Нова. Овдека се врши реконструкција или реновирање на фасадата, практично комплетно нова фасада со термоизолација, што ќе овозможи сериозна енергетска ефикасност на објектот и подобри услови за престој на пациентите, но и за работа на здравствениот персонал. Во тој дел градежните работи се одвиваат одлично и веќе е при крај фасадата, останете само уште еден дел кај оџакот кој што треба да се доправи кога ќе помине грејната сезона. Има и внатрешна реконструкција, која што исто така е при крај. Денеска направивме увид во тие работи и го разгледувавме финалната изработка или доработка за да видиме дали таа исто така квалитетна. Има определени недостатоци кои што ќе се отклонат во овој период, пошто и овој сегмент на внатрешна реконструкција на Велешката болница комплетно ќе биде завршен. Ова се надополнува и со изградбата на интернистичка интензивна нега, која што за прв пат ќе се направи во оваа болница. Градежните работи веќе се при крај тука, ќе се започне сега со набавка на опрема. Тоа беше изјавата која што министерот Тодоров ја даде. Само да напоменам дека тој најави набавка на нова апаратура овде во болницата, која што ќе биде во вредност од околу 800.000 евра, а исто така е најавено и реконструкција на инфективното одделение, кое што наскоро треба да започне. За овој зафат ќе бидат потрошени 26 милиони евра.